Коронавирусот незапирливо се шири низ светот. Во изминатото денонокие во Америка се регистрирани рекордни 102.000 нови случаи на COVID-19. Италија се подготвува за карантин во одредени области кои што се прогласени за црвени зони. Таму од утре ќе биде забрането движењето меѓу одредени области и на улиците, освен ако е некој оди на работа или за нужни потреби. Се затвораат продавниците, театрите и трговските центри. Во Чешка во изминатото денонокие се регистрирани рекордни 16.000 нови случаи на COVID-19, во Франција 45.000, делумен карантин воведува и соседна Грција. Франција воведе здравствена вонредна состојба со цел да им се дадат повеќе привилегии на властите во носењето на новите мерки за спречување на ширењето на коронавирусот. Поради недостиг на кворум за време на седницата на Националното собрание во вторникот, вонредната состојба беше воведена само до 14 декември. Сепак гласањето повторно се одржа вчера и вонредната состојба беше продолжена до 16 февруари. Во Париз ќе бидат воведени нови ограничувања со цел да се сузбие влошувањето на пандемијата со коронавирусот, вклучувајќи и барање дополнителен број продавници да бидат затворени навечер, изјави градоначалничката на Париз Ана Идалго. Таа рече дека ова ќе значи затворање на одредени продавници што продаваат храна и пријалоци за носење во 22 часот по локално време, покрај постојаното национално затворање. Кина забрани влез на патници од Велика Британија и Белгија и постави строги стандарди за тестирање на посетителите од САД, Франција и Германија поради зголемениот број на заразени со коронавирус во тие земји. Кинеската амбасада во Велика Британија вчера објави дека властите привремено го блокирале влезот на некинеските државјани кои што патуваат од Велика Британија, дури и ако имаат важечки визи и дозволи за престој, пишува Reuters. Слично соопштение објави и кинеската амбасада во Белгија, која што најави забрана за патување во Кина од таа земја. Дополнително од 6 ноември сите патници од САД, Франција и Германија мора да направат двоен ПЦР тест и тест за антитела пред да влезат во Кина. Слично барање ќе важи од 8 ноември за патниците од Австралија, Сингапур и Јапонија.